Што е со останатите, не знам, странски фондации, Странски, дали имате некаква понуда за помош, дали има соработка, можеби проекти кои што се во очекување? Ние имавме соработка со Меѓународниот центар за хумано деминирање, ITF, со седиште во Љубљана. Со нив го работевме чистењето на Охридското езеро, дел на Охридското езеро, Пештани, кај што извадивме таму преку 2000 гранати. Планиравме проект за чистење на Дојранското езеро, бидејќи Дојранското езеро исто не е загадено, и линијата на фронтот од Дојран до Гевгелија. Внатре во езерото има? Да, и во езерото има, па има и од порано како исфрлени цели сандаци, а има и населението како наваѓало кога беше и водата пониска. Кај ќе ја фрлам во водата. Па еден период кога беше повлечено езерото имавме доста количини што извадивме, но има доста количини што е останата. Луѓето се откажаа од проектите бидејќи и они сватија дека со нас не може да работат бидејќи ние како пиротехничари ги немаме елементарните услови за работа. Како институција, значи, не се решени работи, едноставно луѓето се повлекаа неќат и они да влегуваат во ризик. Бидејќи ние како категорија на пиротехничари сме ризични, бидејќи ја немаме потребната опрема за работа. Што ме немате потребната опрема, вие што и да работите сте под максимален ризик. Значи, шансите за преживување ви се никакви. Немате никакви услови за да почнете и да работите со вас, да. Додека работевме во Битола, беше пристутен, дојде на лице место францускиот амбасадор, беше заинтересиран и веќе со нив отпочнавме со работка и оваа недела сега баш требаше на 16 да пристигнат да дојдат, да отпочнеме проект за чистење баш на овие, како што се бункери што ги имаме на линијата на фронтот, кои што се складови. Значи, ние не овој склад само што го најдовме во Моин. Ние знаеме многу такви складови, но бидејќи немаме опрема и услови за уништување, тие си стојат. Не знам и зошто и толку време стоеле, 100 години. Тоа требало и порано да се реши. Не е сега ние да ги дознавме. Се знаело и порано. Поради оваа ковид ситуација се одложи бидејќи немаше луѓе од кај да ги сместиме, не можеше конференции да се одржат бидејќи сакавме и со општините Дојран, Гевгели и Битола. Тие се критични точки на линијата на фронтот за да може и со нивни со колеги наши од Франција да дојдат со скенери, бидејќи ние како држава немаме скенер, бар еден скенер за скенирање на теренот кај што се гледат тие средства.